Што направив утакмица, браке? Тепавме, што се деси? Ние од вчерашни сме. Утре ќе ни кажат. Ама Филип беше најдобар. Кој Филип? И другиот Филип беше феноменален, бестрашен, а? Кој бе Филип? Беше Филип Башка, сите добро. Кој бе Филип? Филипова Македонија, Миркуловски, Кузмановски, Талевски, Лазаров. Не, ја мислам дека Ел команданте е најважен. Шефе, ланче ти си. Баша, кај сте бе? Нема нова тактика за нас. Не бе тактика, кај е шефот? Тука е шефот? Не. Не баја. Супер, е така го напишало, многу сакав ова да го направам, да кој го напише, нема тако макан. Вака, слушајте, мене ми се јави шефот. Јас имам еден предлог. А тоа е. Оваа недела да бидеме малце поразлични од претходните и да се бавиме со еве така да го наречеме team building, еден team building. Да тренираме ракомет. Јас ќе бидам тренер затоа што јас имам најголемо познавање, имам и титули у не се би. Ја би да гледам, не ми се тренира нешто. Не можам, не, мене Калајджиев и Тортевски ме чекаат до студија, нема шанси, брат. Тортевски и Калајджиев ти се побитни, него тоа да се изгради екипата, да луѓето у вчерашни се зближат, да научиш нешто небитно. Ајде да гласаме, кој е за тренинг за ракомет? Кој е за јас да бидам многу водечки, фала, ова е многу колегијално, супер. Добро, ајде кој сака да брка вести и да се бави со политика, да оди со Калајджиев у студио. Ја. Да, супер. Епа сега чим ти сакаш да одиш и ти сакаш да одиш у студио, така и ти сакаш да одиш. Ти не знам освен кафе што вариш, оде ти за џабе примаш плата. Ајде се искачете сите. Ајде сите што сакате да работите, гитла, магла, штикла, чао, ајде. Така, ќе одат на интервју, ќе работат на некој тренинг. Браво, Ведермен. Ајде сега да видиме. Значи, идеме. Едно. Добро е така. Ајде, пушти ја втора. Втора и... Од каде е топкава? Држи јаца. Лека ноќ. Вие гледате вчерашни новости. Јас сум Александар, ова е Јелена и одовде ве носиме чекор за ците. Лека ноќ и од мене. Туку што не завршил месец јануари, кој оваа година, како и секоја друга година, трае повеќе години. Па за да ви заврши побрзо еден од најдолгите месеци во годината, ние сме тука подготвени да ви ги пренесеме новостите од изминатата недела. Така е, Јелена. А вие останете со нас во наредните 30 на минути за последни да дознаете. Еве што ќе гледате. Вчерашни на терен, како помина традиционалното фрлање на крстот. Ја го фала крстот. И вај телевизор ша. Вчерашни дебата за реформите во судството. Гостин професор Гордан Калајджиев и адвокатот Александар Тортевски. Дознаваме како една фабрика во Македонија успеа да постигне нула емисии на гасови и штетни материи. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Закачам шапка, домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Институтот од Хајделберг во соработка со АБИТ организира прва контролинг конференција. Говорници: премиерот на владата на Република Македонија, експерти од Германија и Словенија, Министерство за финансии, УЈП, Државна ревизија и Меѓународната група за контролинг. 1 февруари, Holiday Inn. Careers made in Germany.
Во четвртокот во Скопје се одржа протест против зачленувањето на Македонија во НАТО алијансата. Како само нас да не чекаат таму со отворени врати, па сега еве да не сме влегувале. Како и да е, да видиме како помина овој протест. 5 демонстранти, 10 нозе, 10 очи и 5 срца кои искрено чукаат против зачленувањето на Македонија во НАТО алијансата од една страна и 7 полицајци од друга страна на овој тензичен протест кој за среќа заврши без ниеден починат од досада. Демонстрантите искажаат дел од своите барања и како што велат имале уште спремни пароли, но немало кој да ги држи. Подоцна кон протестот се придружија и нивните роднини, како и политичката партија Левица и Солза Грчева, со што мораше да биде побарано и од полицајците кои пиеа кафе во ГТЦ да дојдат да го обезбедуваат протестот. А на горе споменатиот протест се случи немил настан пред зградата на Собранието, додека во неа зборуваше генералниот секретар на Алијансата Столтенберг. На протестот неколкумина од демонстрантите го запалија знамето на НАТО, со што испуштија PM-10 честички во воздухот и со тоа го загрозија здравието и животот на граѓаните. На ова се очекува остра реакција од страна на Сдруженијата за заштита на воздухот, кои се очекува да ги запалат транспарентите на демонстрантите кои демонстрираа против НАТО. Среќна вест, нов предлог кој никако нема да го подобри образованието, доаѓа од Министерството за образование и наука. Оттаму сакаат да го продолжат времетрењето на часовите од 45 на 55 минути. Како што велат од Министерството, позитивните страни на овој чекор се тоа што кога учениците ќе избегаат од час, ќе имаат 55 минути за воншколски активности наместо досегашните 45. Покрај ова уште еден голем бенефит ќе е тоа што децата ќе остануваат 10 минути повеќе од вообичаеното за истиот материјал, со што кај нив ќе се создаде навика кога ќе пораснат да работат преку време за истата плата, а тоа кај нашите најмали и најмили ќе ја развие конкурентноста на пазарот на трудот. А во петокот по повод големиот празник Водици, ширум нашата земја се случуваше традиционалното фрлање на крстот. На едно такво фрлање присуствуваше и нашата екипа, каде тамошната локална самоуправа организираше малку невообичаена верзија на овој традиционален празник. За што станува збор, ќе чуеме и видиме од нашиот репортер Ланчо Пашазотов. Да, така е, студио се наоѓаме на традиционалното фрлање на крстот во Зеленикова. Со мене е човекот кој што ќе биде среќен за цела година. Какво е чувството да си победник? Еми како може да биде чувството кога ќе го фанеш крстот? Ја дојде со брачен ми Вајшо од тетка. И први фана на десно, после фана на лево, на десно на лево. Од кој град си ти? Од Скопје, од дека да бидам. И натам навам, брацетот ми направи ми лажен овој цепелин и ја го фана крстот. И вај телевизор што е. Супер. Со мене е Поп Гаврило кој што ќе ни објасни нешто повеќе. Само момент. Да, еве може да сте спремна, Чеди? Ајде на нашето следно прашање. Ајде, Чеда, дали сте спремни? Ајде. Чекат. Ето, драги гледачи, што туку ова се надоврзува на нашето следно прашање. Кои се новитетите за манифестацијата за оваа година? Нели, ете и ние малку да се модернизираме со тоа што смисливме апликација слична на она од Nintendo со покемоните што ги ловеа, нели? И се вика македонски дигитален крст. Значи, на тој начин сакаме да допреме до оние зависни млади луѓе од оваа модерна технологија што се цел ден пред своите компјутери, малку да ги доближиме до тие црковни стари вредности, ако го фатат крстот, да си овозможат здравие, среќа, љубов преку целата година. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, бевме дел од првото дигитално фрлање на крстот во Зеленикова. Целата атмосфера е така прилично забегана, пропратена со здрав живот, традиција и газење на истата. Значи, не можеше поубаво да одјавиш сполајви, Чедо, вчерашни, значи прекрасни сте, морам да напоменам. Не сум Чедо, јас сум Ланчо. Попе, дај бе те да го баца малку. Овели? Размагли се крстот. Абе, те го дека е крстот навону, бе. Тој е голем, не може да го држиш, човече.
Владата донесе одлука со која ја задолжи Македонија со еврообврзница тешка половина милиарда евра. На оваа одлука се разбира, жестоко реагираше опозицијата, која се спротивставува на континуираното задолжување што го прави владата. Да ја чуеме реакцијата на високи представници на опозицијата. СДСМ предупреди што носат огромните задолжувања на граѓаните. Владата целосно се изгуби во економското водење на државата. Затоа ја повикуваме владата итно да преземе мерки за намалување на задолжувањето пред тоа да биде предоцна. Знаете дека СДСМ долги години се бори против задолжувањето и против овој вртлок на континуирано задолжување. Се извинуваме, нам често ни се случува да правиме грешки од режија, да мешаме опозиција со опозиција, да пуштаме погрешни снимки во вистинско време и да ги доведуваме нашите гледачи во заблуди. Ацо? А сега се селиме во студиото 83, каде што Мартин 99 се подготвува за вечерашната дебата. Мартин, која е темата вечерва? Здраво, Александар. Темата морам да признаам дека е доста актуелна. Ке разговараме за судењето и реформите во судството со професорот Гордан Калајджиев и адвокатот Александар Тортевски. Така е, Мартин. Одлична тема, одлични соговорници. А вие останете со нас. Дебатата е подоле во вестите. Spazzatura deponiale, tossicale e controverso. Секој има своја тајна, како да ја пристапи на девојката што му се допаѓа. Ова е мојата. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Природен ботокс без игли, инстант лифтинг за измазнување на брчките, кактус за нежна кожа и свиленкаст изглед, линија од билка месо ждерка за топење на салата. Биотеа, инспирирани од природата. Хаштаг или за постарите тараба. Моќно оружје во времето на социјалните мрежи. Последнава недела на македонскиот дел од интернетот се појави хаштагот "Сега кажувам", на кој корисниците ги споделуваат своите трауматични искуства со сексуално вознемирување и напади, кои неретко се случуваат и во институциите на системот. Оваа кампања ја поддржа и политичарите. Имено со статуси се јавија и премиерот Зоран Заев, министерката за труд и социјала Мила Царовска, како и МВР. Сепак, покрај декларативните заложби на властите, потребна и нивна акција во справувањето со ваквите сексуални предатори. Веста не е смешна? Не е. Сексуалното вознемирување и сексуалното насилство не се смешни. А сега вести од рубриката "Верувале или не?" Косово ќе ги користи македонските искуства за побрзо интегрирање во Европската Унија. Беше посочено на првиот состанок во Скопје на заедничкиот комитет меѓу Македонија и Косово. Како што дознаваме од извори блиски до косовската влада, во најтесен избор за земја пример за брзи евроинтеграции покрај нашата земја биле и Буркина Фасо, Камбоџа, Таџикистан и Никарагва. Но по обсежни анализи и дебати, властите во Приштина сепак ја одбрале Македонија, бидејќи останатите ги немале ни почнато евроинтеграциите.
Од македонската влада изјавија дека се пресрекни што се најде конечно држава што е зад нас во евроинтеграциите и изразија надеж дека со наша помош и совети наскоро и тие ќе не претркаат. Ако мислите дека вие сте лоши во својата работа, помислете на еден човек, Метју Нимиц. Нимиц на работното место специјален пратеник за решавање на проблемот со името на Македонија доаѓа во 1994 година и има само една работа – да го реши името. 24 години подоцна си ја нема завршено својата работа. Но не е се така црно, барем за Нимиц. На повидок е решавање на спорот. Преговорите за името моментално се водат зад затворени врати поради познатиот страф на балканците од промаја, а вчерашни новости дојдоа до можните предлози за името. Македонија на латиница, оптимално решение кој одговара на нашата страна, со оглед дека најголем дел од користиците на социјалните мрежи пишуваат на латиница. Говорна Македонија, ова име е отфрлено од почеток од грчка страна, затоа што значи дека има и Долна Македонија, Нова Македонија. А што кога Македонија ќе слави 55 години? Ке ја викаме Средновечна Македонија? Името одговара во оваа фаза кога Македонија е се уште крцкалче, ама за подоцна не. Дополнително се отвара спор со името со вестникот Нова Македонија. Убави вести ни доаѓаат од економијата, а уште поубави се кога истата вест е убава вести за екологијата. Имено фабриката за производство на раткапни по лиценца на Трабант, Трапкап Доел од економската зона во Добовјани, се очекува да постигне нула емисија на гасови и штетни материи во воздухот. Да, така е студио, така Александар се наоѓаме во слободната економска зона Струшко Добовјане. Тука сме во фабриката која што ќе биде една од првите која ќе се вклучи во акцијата за намалување на загаденоста. До мене е и газдата на сопственикот на фабриката, господинот Хисни. Да, Хисни. Зоран, може и Зоран да ме викате слободно. Добро. Господине Зоран, пред да почнеме со официјалното интервју, сакам да прашам, зошто се вративте од Германија? Будала. Зошто? Мислим, зошто? Видите, ја у Немачка сум работил 20 години, и сум доваѓал тука, сум инвестисал во оваа фабрика голема што е за производство на раткапни за Трабант. Мислим познато возило, сите го знаат тоа. И сум дошол и тоа е, мислим сега, живот, како да кажуваш, и не прашувај многу сега и ти. Значи, вие ќе се приклучите во акцијата од наредниот месец за намалување на загаденоста на... Намалување, не наредниот месец, одма денеска за тоа вие ќе бидете... Сега, во овој момент... Да, свето ќе бидете, како тоа ќе биде... Ова е прекрасно, ова е прекрасно. Многу луѓе и собственици треба да се одгледа. Уште едно прашање, дали владата ве поддржа и ви помогна? Огромна поддршка од влада, не само оваа рука на срце и прошлата влада, и секоја влада огромна од поддршка, тоа не може да се одбранува човек, мислим, знаеш како? Одлично. Нели, прекрасно е кога ќе видиме дека нели собствениците, малите собственици на фабрики добиваат поддршка од влада. Господине Хисни, Зоран, што правите? Еве го намалувам загадувањето за 100%. Ама зашто ја затварате фабриката? Па да се намалува, како што рековме, свечен чин е ова, затворивме фабриката и идам ја сега у Швицарска кај брат ми. Това е. Ви благодарам за све што сте во кажеле, вие сте многу добар медиум. Студио? Да. Зашто затвориш фабриката? Добро бе, зашто имаме, кајде и будала си овде ти? Ама сега имаш и двојазично, зашто ќе си одиш? Двојазично, ќе стане Швицарска на Балканите и ги доваѓаме, мислим, ајде ти. А ве гледам, одличен медиум сте вие, продолжи така само ти. Ова не е решен... Студио? А во студиото е 83 Мартин 99 е веќе подготвен со своите соговорници за дебатата на тема судење. Мартин, добро вечер. Така е, Елена. Спроти мене вечерва на нашата дебата посветена на судството се познати македонски експерти, професорот од Правен факултет господинот Гордан Калајджиев и адвокатот Александар Тортевски. Добра вечер. Добро вечер. Вие со вашите заложби и познавања од областа на судството, како би го оцениле досегашниот начин на судење и реформи?
Па видите, јас генерално не сум задоволен од начинот на кој што се одвиваат реформите. Особено што не се вклучени оние што се најзаинтересирани, судиите и обвинителите. Професоре, да се држиме до темата која ја познавате и за која сте вие стручни. Си има таму стручни лица за правосудството, си има министер за правда Сали, замеников негов Оливер Истовски, Рашковски, Машковски. Па видите, премиерот ќе ја води комисијата лично, па кај се будете вие? Дајте ве молам да зборуваме за Ракомет. Темата за која сте вие стручни. Како го оценувате судењето таму? Да, за Ракомет. Да. Па професорот е во право, мислам, принципите на судење на Европското првенство се исти како и принципите на кои што почива нашето правосудство. Воопшто не е битно дали играш добро или дали имаш докази. Битно е кој ти е противник. Од противникот зависи дали ќе изгубиш или ќе добиеш. Така, например, во нашето правосудство вие не можете да добиете спор во Кратово против другарот Дзинго. Како што Германија во Ракометот не смее да изгуби средба, затоа што господинот Видерер, кој што е газда таму, рекол дека Германија не може да изгуби. Па ја тука сакам да се надоврзам, како што гледавме од последните ракометни случувања врзани со германците, кои на некој начин се сива еминенција во ЕХФ. Помалите риби се незаштитени и најчесто се жртви на судски неправди. Добро, да заклучиме да не испадне дека правиме конфузија на нашите гледачи. Значи, вечерва зборуваме за судењето на ракометното првенство, бидејќи за нашето судство нема што да се каже таму. Таму се си тече 369 нели опуштено. Навистина да не се брза, полека да си одат да си биде опуштено, лагодно. Тоа 369 не мора зошто сте го врзале и вие за месеци, тоа може да биде години, па полека и си одат работите како Господине Калеџиев, апсолутно се слагам, но да се вратиме на темата. Филип како изига? Кој Филип? Ама Филип Миркуловски на Лазаров кој му доде? Кој Филип? За кој Филип разговараме точно сега? Ки рекол му на Филип, па он на Филип. Ама Филип не, кој Филип? Па сите се викаат Филип. И Филип го. Ама тука го избунуваме ние противникот. Тука не понесе најважната работа во месец јануари во Македонија, ракометот. Јас сум реално најувачи, но се надевам дека ќе најдеме време да се дебатира и за судските реформи, и за проблемот со името, и за договорот со Бугарија, за задолжувањето, бидејќи колку и да е убав јануари заради нашите ракометни херои, е него каде е февруари. Ви благодарам и добро утро. Добро утро. Сегашниот пратеник и поранешен патем револуционер е ослободен од кривично гонење за уништување на јавен имот. Покрај него се ослободени и активистите на левица. Се шегуваме. Активистите на левица не се во собранието за да бидат ослободени. Италијанската компанија која од Скопска Дрисла требаше да направи најмодерна депонија на Балканот. 4 години нема мрднато со мал прст. За оние што не знаевте, Дрисла е под италијанска концесија која поседува 80% од депонијата, додека останатите 20% се на градот Скопје. Па заради расчистување на маглата предизвикана од префрлањето на одговорноста за големото загадување во Скопје, нашата репортерка Јелисалфета Поп-Мајбах разговараше со италијанскиот собственик на Дрисла, господинот Дон Џафери Вито од Бари. Во моментов разговараме со собственикот на 80% на депонијата Дрисла, бизнисменот и италијанец Дон Џафери Вито. Сеньора Вито, бенвенути а вчерашни. Aspetta. Рецикларе. Во јавност излеговте со соопштение дека ќе тужите Република Македонија заради тоа што го уништила угледот на вашата фирма. Перке? Buonasera, Margarita e Vesuvio e grande pizza d'italiano. 500 ecco, mamma mia, peperoni una grande pizza italiana. Lasciatemi cantare. Вашата фирма во изминатите 15 години требаше да инвестира во депонијата Дрисла, нова технологија да претварате струја од отпад и други 100-500 работи. Зошто тоа не се случи? Spazzatura deponiale, yarararira, felicità. A come Skopje mi Skopje sko. Je Lamborghini ecco Fiat Punto è
Имам чувство дека ги одбегнувате моите прашања и одговорноста која што треба да ја сносите откако на тендер ви беше доделена дрисла за користење од 35 години. Дали дрисла го загадува Скопје? Мама ми. Spazzatura, deponiale, tossicale, controverso. Novinare controverso con situazione. Macaroni uno bambino. Macaroni uno Mario e Luigi. Манџаре. Ако веќе ни одговарате, можеме да си каснеме. Инаку се чини дека овие семејни бизниси, внатрешни договори никогаш нема да дознаеме на што се однесуваат. Останува да манџаме од манџарето кое што ни го подготвуваат готвачите на дрисла. Ама италијанска кујна е италијанска кујна, спагети е перфета. Perfetta. Mi casa è su drisla, Елисавета. Боно апетито, Елисавета. Александро? Дојде моментот да се разведриме. Следува јаготката на шлагот. Ведермен. Време водува снег никако да падне. Зарне, фали малку каша фрагмент. Меѓу времената дојде управ ден, кога за прв пат дишеме слободно, денот слободно да ни пропадне. Столе вика има време до пладне. Сменете име зошто немате план Б. Дојдов кажав и се губам одавде. Звонете у април зашо немате план Б. Ведермен. А умеѓу време тренира ракомет, добар ракометар, надежен, амбициозен, преако. Како и се во животот, така и ова епизода на вчерашни има крај, а ние дојдовме до него. Така и Јеци. Животот е многу интересен. На крајот некои од вашите најголеми болки стануваат вашата најголема сила, рече Дру Баримор. Со оваа длабока мисла ја одјавуваме ова епизода. Ако не пропуштивте, материјалот може да го повторите како во репризите, така и на YouTube уште вечерва, каде што ќе ја најдете целата епизода. А ако ви се допаѓаме, можете да не лајкнете на Facebook. Се гледаме следната недела. Сега дознавте последни. Добро утро. Добро утро и од мене.